Пратениците да не останат без илјадниците евра, да не им бидат укинати патните трошоци, побара собранискиот спикер. Талат Џафери се закани дека доколку народните избраници останат без овој повеќе од убав приход, тој ќе побари укинување на службените возила за функционерите. Сигурно е дека ваквиот стат на Џафери го делат и најголемиот број пратеници, со оглед на тоа што на една рака може да се пребројат оние кои се откажат од илјадниците евра на име патни трошоци. Лошо е што се ствара слика дека сето зло во ово општество и во оваа држава потекнува од собранието и од пратениците. Да си го смениме системот и од парламентарна демократија да си претвориме во друг систем и да нема више такво зло во општеството, пратеници и парламент. Посакувам владата да биде предлагач на таков предлог. Инаку токму укинувањето на патните трошоци беше едно од предизборните ветувања на СДСМ, кое по се изгледа ќе остане неисполнето. Без дуј партијата на Заев не може да донесе ниту еден закон. Дополнителен проблем е и тесното парламентарно мнозинство, поради кое неверојатно ќе се бара алтернативен начин на работа, односно без присуство на пратениците во собранието, повтори денеска собранискиот спикер Џафери. Пандемијата ни покажа дека е неопходно да се пропише и да се има во предвид алтернативна можност за работа во такви услови. Денеска е пандемија, утре може да биде друга причина за алтернативна работа на собранието. Задутре може да биде трета причина. Може да биде пожар, може да биде земјотрес, може да биде не знам што, кое што ќе предизвикува да има воредна состојба. Точно 2 месеци по изборите, конечно ќе почне со работа собранието на Македонија. Џафери за понеделник најави свикување на собраниска седница, на која прва точка на дневен ред ќе биде формирање на собраниските работни тела.